Собранието на Република Македонија денеска ја продолжи 12-тата седница на чиј дневен ред се законите за минимална плата за стечајците, за радиодифузната такса и предлог одлуката за утврдување на бројот на подпредседателите на парламентот. Опозицијата најави дека ќе ги поддржи решенијата, но побара конструктивности од власта за нивните предлози за зголемување на платите за 5% за администрацијата и за ваучери за студентите. По паузата на самиот почеток на седницата, координаторот на СДСМ Томислав Тунтев од собраниската говорница појасни дека согласно мислењето на Министерството за финансии и владата, двата закони предложени од ВМРО ДПМН се неприфатливи поради сумите кои се потребни за нивна реализација, реплицираше Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН. Двата закони за кои што денеска се бара наша согласност, значи во однос на ваучерите и во однос на платите, се неприфатливи од аспект на големината на сумите и од аспект на владината политика која е дефинирана во владината програма, а која материја и во однос на ваучерите и во однос на платите се регулира со друга владина политика, односно со други закони кои допрва ќе доаѓаат на дневен ред. Добро е да се каже и да се знае дека владеачкото мнозинство нема во план ниту за оваа, ниту за следната година да го поддржи покачувањето на платите на јавна администрација и поддршката на студентите со ваучери. Второ, во собранието, ако имаме конструктивност од опозицијата кон владеачкото мнозинство, би требало да имаме и од владеачкото мнозинство кон опозицијата, бидејќи сите заедно ги представуваме граѓаните. Големиот број пријавени пратеници од опозицијата за збор според СДСМ била со цел да се одолговлекува донесувањето на законите. Даниела Рангелова од ВМРО ДПМН реагираше на ваквите обвинувања, одговарајќи дека пратениците се избрани од народот за да дебатираат во собранието, да го кажат своето мислење и да образложат зошто гласеле за или против конкретен предлог. Колега Тунтев, не знам според која динамика вие предвидовте дека 35 пратеника се многу за вас да говорат. За мене во една парламентарна демократија и 120 пратеника да говорат е во ред. Заради тоа што треба да се слушне мислењето и гласот на сите. Вас математиката вие дека денес колку треба да зборуваме 5? Што е ова пазар? Кажете, ве сакам да знам. Зошто еве кој да се договара не може да се договара во име на некој пратеник колку да зборува и кој да не се јави? Мислам дека сте непринципелен спрема вашата пратеничка група. И да имаат аргументи да бранат овде, зошто им оспорувате да зборуваат? 35 пратеника пријавени од опозиција. Каде е позицијата? Зошто одбирате да молчите? Па цел мандат ли ке молчите, колега Тунтев? Вие нон-стоп имате некоја математика и одлучувате позицијата да не говори. Овие пратеници се избрани да зборуваат тука. Па и ние бевме позиција, па зборувавме, не молчавме. Ги браневме законите. Не се срамите да го одбраните тоа позади што стоите. На дневен ред се и предлог законите за решавање на статусот на стечајните работници и за укинување на радиодифузната такса.